Благодарам. Почитуван заменик министер, колеги пратеници, почитувана јавност. Денес на првиот ден од амандманската расправа имаме одличен влез на оваа расправа за да докажеме колку се уствари реални и оние политики за кои што СДС се залагало и со онаа ситуација со која што денеска како власт на ВМРО ДПМН имаме шанса да го исправиме хаосот која што оваа претходна власт го направи. На самиот денешен ден, колеги пратеници, каде што имаме историски најголемо зголемување во секторот здравство, каде што со ноемвриската плата ќе имаме зголемување од 10%, а до крајот на овој мандат најавуваме изголемување од 40% во здравството, каде што претходно имаме најавено зголемување во секторот образование, до крајот на мандатот зголемување од 46% или 60% максимум, каде што имаме најавено зголемување во секторот во Министерството за внатрешни работи, зголемување за јавната администрација, за државните службеници. Денеска расправаме за тоа дали овој амандман е искрено поднесен од страна на СДСМ. Така што чест ми е да дебатираме за овој поднесен амандман, бидејќи фактите говорат дека во владењето на СДСМ и ДУИ број еден проблем беше токму животниот стандард на граѓаните, а денеска да слушаме од колегите пратеници дека особено сте се залагале за подобрување на животниот стандард со тоа што се покачувале платите. Јас би сакала да направам една компарација, бидејќи сум и правник, и имам познавање од економијата, има тука и колеги пратеници кои што исто така ја познаваат економијата. Пред се, за мене и за граѓаните е многу важно кога вршиме покачување на платите, да не биде тоа само номинално зголемување на платата, туку да има таа номинална вредност да компарира и со реалната вредност на она што ја имаат како вредност парите. Само за подсетување, бидејќи слушнавме во претходните години за номиналното зголемување на платите, на пензиите и така натаму, јас би сакала да направиме една компарација со вредноста на парите подносевена минималната синдикална кошница. Колеги пратеници од СДСМ и ДУИ, еве еден податок кој влез во оваа амандманска расправа, бидејќи треба да бидеме искрени кога зборуваме за зголемување на животниот стандард на граѓаните. Од 2021 година до јули 2024 година минималната синдикална кошница е покачена за 80%. Или еве ќе цитираме по бројки, 2021 година била 34.128, а 2024 година е 75.946 денари, што значи дека имаме 60%, еве особено на ставката за цена на храна, имаме 60% изголемување на цената на храната. Така што тука треба да бидеме јасни дека во онаа политика која што сте ја воделе претходно со зголемување на платите, на пензиите, слушавме многу и во вашата предизборна кампања, во вашето владење, не слушнавме никако што направивте за оваа номинална вредност да биде реална вредност и парите на граѓаните да вредат, колеги. Така што ценам дека пред се е многу важно да водиме една политика во која што ќе одржиме стабилна инфлација, во која што ќе ги одржиме стабилни цените, со кои што ќе можат цените на добрите и на услугите да бидат со една нормална вредност, за да може со оние пари кои што ги имаат граѓаните во џебот да купат што е можно повеќе продукти. И тоа е нашата филозофија на ВМРО ДПМН, да креираме политика со тоа што ќе обезбедиме што е можно повеќе продукти да купат граѓаните со оние пари кои што ги имаат во џебот. Така што ми било драго доколку развиваме повеќе дебата по однос на самата реална вредност, бидејќи и на денешната расправа и на претходните случувања имавме укажувања и поднос на цената на храната, имавме сведоци, бевме на претходното владење каде што основните продукти беа покачувани од 5 на 10% со данокот на ДДВ, така што денеска можам да кажам дека особено се води грижа и за
стабилизирање на цените на добрата и на услугите, и мораме да потенцираме и да бидеме искрени дека конечно имаме влада која што води отворен диалог со сите синдикати и води отворен диалог и носи следствено на тоа и политики и мерки кои што се во согласно со барањата на работниците, на граѓаните. Тука морам да ги споменам и младите, и пензионерите. Имаме буџет во кој што бележиме невидено зголемена ставка за зголемување на младинскиот стандард. Вчера имавме можност по повод Меѓународниот ден на студентите да бидеме присутни и поканети на настан организиран од Националното студентско тело и од универзитетските студентски собрања, каде што беа присутни и премиерот, и претседателот на државата, и министерката за образование и наука. Таму беше испратено порака дека како никогаш претходно од страна на студентските представници беше испратено порака дека како никогаш претходно сега представниците на студентите водат диалог со владините представници, со оние кои што се креатори на овие политики. Така што јас би го слушала единствено само гласот на овие представници, а не оваа врева која што се крева на оваа амандманска расправа. Да не ги заборавим, освен вработените и младите, тука си пензиите. Слушавме во јавноста дека е нереално покачувањето кое што го бараше ВМРО ДПМН и претходно, дека ќе се случи не знам си каква катаклизма, дека ќе се случат чуда, дека ќе се случат потреси во Македонија. Во септември добија 2.500 денари покачување, во март уште 2.500 денари, 330.000 пензионери ќе добијат 5.000 денари покачување. Што ќе добиеме? Ништо страшно нема да се случи. Единствено нешто, парите ќе бидат кај граѓаните, кај што всушност и заслужуваат да бидат парите на граѓаните, со едно честно и домаќинско водење на овие политики, со борба со сивата економија, колеги, ќе обезбедиме средства за сите сектори. Така што оваа ваша лажна загриженост за зголемување на платите, за подобрувањето на животниот стандард, ве молам да ја ставите на пауза и да се свестиме и да отвориме една широка дебата кај што ќе ги соочиме аргументите и ќе се соочиме со тоа што на вистина значи за граѓаните и што е всушност потреба на граѓаните. И пак ќе повторам, единствено нешто кое што ни е на нас важно како власт е да го слушаме гласот на граѓаните, кој што во моментот вели по сите мерења на сите анкети дека уживаме доверба 28% наспрема 5%. Не го гледам тука вашиот лидер за да го потсетиме, ама еве бидејќи сте тука како негови представници, пратеници од СДСМ, 28 спрема 5% доволно кажува. Благодарам.